соба да учиме. А нема на соба се седиме. Па да имаме кревет. Друго? Друго, масичка. И тоа? Која ти е најголемата новогодишна желба? Па да имаме на масата да јадеме. На маса што да јадете? Да. Храна да имате. Што најмногу сакаш да имаш на масата? Месо. И тоа. Месо најмногу. Благо. И благо сакаш. Среќен ли си и он? Не. Кад немам што. Те некад не јадеме. Има денови и некад и без храна. Како го поминувате тогаш, тој ден, кога немате што да им дадете? Па нема што седиме, што да правиме. Немаме. Така некад по школа гледа. Како јадат. Остануваш гладен? Да. Дома им бараш ли на родителите парички за да си купиш нешто? И барам, они немат, одека ќе ми дадат. Бара да јадат, да имат у школа да си купат нешто. Тешко е. Најтешко е у животот. Ото е потешко, не? Па татко ми е проведен у ногата. Он треба да оди на штаки, ама Ќе оставим инвалид моето живот. А млад сте. Имате само 47 години, 6. Да. Тешко е. Горан Станковски открива Паланка. Ни солзи ќе каже дека ова е најтешкиот период од неговиот живот. Има 3 малолетни деца и со години работејќи успеал да направи 2 мали соби за себе и за неговото семејство. За жал, пред неколку години тој на работното место доживеал несреќа, па паѓајќи му контејнер врз телото бил повреден, од кои повреди и ден денес трпи последици. Нозете му се толку повредени што веќе бил подложен на една, а допрва го чека уште една операција во Скопје. Истата ја одложува поради финансиски причини, но и поради тоа што се плаши толку мали деца да ги остави сами дома. Зошто неговата сопруга има здравствени проблеми поради тешко и травматично детство во кое била малтретирана од макеите, таа ќе рече, па сега тој е оној кој готви, пере и се грижи за своите најмили. Поради состојбата не може да работи, сопругата не е никаде вработена, по ова семејство живее само од 9000 денари месечно. И неговиот најмал син ќе рече дека се многу сиромашни, дека немаат услови за учење, сите во една соба и дека често и дома, а и на училиште е гладен. Ги гледам дечињата во училиште како јадат кифла или сендвич, а јас се виткам додека ме боли стомакот, ќе каже 10 годишниот Јован. Сакам поголема соба, зашто немаме каде да учиме сите тројца, сакам убав кревет, но најмногу храна на масата за сите нас. Тоа е мојата најголема новогодишна желба, додава малото момче плачејќи. А веројатно тоа е животната желба на таткото Горан, на кому среќата на неговите 3 деца е најважна и верува дека хуманоста на народот ќе ги избрише солзите од нивните и од неговите очи. Уште едно семејство ќе ви прикажеме кое што живее тешко. Горан Станковски открива Паланка, се јави за помош, бидејќи сака да го раскаже својот тежок живот. Тој има 3 деца и една жена која што е со посебни потреби, која што во моментов не е вработена. Живеат само со 9000 денари на Горан. Тоа се премалку средства за да го издржат месецот, но и за да направи проширување на 2 соби кои што во моментот ги имаат единствено за опстојување. Затоа побара помош и сака да ја раскаже својата сторија. Добар ден, Горан. Добар ден, јас сум Горан Станковски од Крива Паланка. Оливера од Срце на дланка. Денес дојдовме со екипата да ве слушнеме како живеете. Во тежок живот сум. Со 9000 денара имам 3 деца, жена, јас, 5-члено семејство сме, во критична состојба сме. Зошто велите 9000 денари? Зошто не земате
Нормална плата. Што Не го работите? вработуват, јас сум повреден, 3 пати ми е кичма повредена, еве нога треба операција да правам. По втори пат на штаки, одев на штаки сега. Кривим. Од што ви е повредена ногата? Па ми искочи една рана голема доле на стапалото и мораше да го отстраним. Тоа ама нешто не беше успешно. Немате дел од стапалото или Не, на средина. А раната е од Раната, да. не е И се санирана? повтори. Сега треба па да идем на операција, жената нигде не го вработува. А зошто земате толку мала плата? Што работите? Не плата, тоа ти е како социјално. Социјална помош? Да, А вие не сте 9.1. вработен? Не сум и ја вработен. 9.1, ништо не е на 5-члено семејство. 3 деца, малолетни кои ги образуваат? Образуваат. Ќерката ми е медицина запишена, оние се во основна школа, едното е 8, едното е 5 одделение и се тешко живее. Иако живеете во куќа, имате само 2 соби Да, на 2 користење? соби, да. Може ли да видиме како Може, живеете? Вака одите? Полека? Доскоро одевте со штаки? Да, со штаки одев до скоро, па мора да ги пополека да одам. Не се оди на штаки. Одеки се утепаше на штаките, мора да ги тргам. Одеки степени се од тука и до овде се фати за оградата. Ке падневте, стрмни Да. се скалите, има Да. многу скали. И мора да ги тргнем штаките да одим колку може. Една спална и една кујна. Да. Тешко се живее. Тука сте роден во Крива Паланка? Да, у Крива Паланка сум роден. Како дете живеевте? Исто во оваа куќа? Да, у ова куќа сме све живееле овдека. Ова беше направено и како Не. дете? Не, ја работив у комуналец. Добро. У комуналец и овој го стекна од комуналец. Што ви се... Таму работевте се Смет нормално? збираше со камион. Не го паметам, јас сум била мала. Само што сум се родила и она се е поминала. И знам да јас сум родена на 8 јануари, она се е поминала на 25 февруари. Ја не сум имала уште ни деновете. И тој не било само дом. Татко ти те дало дом? Па не, немало кој да ме чува. Тешка мојата ситуација била, немало кој да ме чува. И дадена сум у дом и како мало сум измучена. Не сум мајки, татко ми е доводил и една ме попрезала, знаеш мајки како те чуват, урелна сум ставljena и сак нели тоа е пореметувањето ли едното око сега не знам во ли беше. Овој ми бега на вамо. А што ти направила? Како те ударила? Па не знам, не се сеќам, јас сум била како бебе. Мала сум била и они маќи, он татко ми првата жена, нели? Она се поминала мајка ми, па после уште 2 пати се жени. Може би да беа подобри условите и да не беше толку мачена и немаше толку млада да се омашеш. Па така ми е била среќата. 17,5 години и 3 деца. И двицата пијани беа. Пијани да ги прекриеш да не, оние осигурен и ја не осигурен. И да повлечем континерот, да повлечем и нели закачаш го на тие жабици има и седи за континерот и се откачува дозгоре континерот и му удариме мене и ми повреди рука, овде све ми разнесе и глава, крпи тука, 15 конци, руките, оваа рука ми овдека све крпена, оваа 15 конци, прстите, ништо не се познаваш. На 6.000 денара сам работил, не осигурен. 20 години сам работил, 6 месеца стаж имам. Од таа фирма, од комуналец. И видо не бива, и по гробишта работи, и копа све, таму. Све сам работил и на парно работи после, све. Пред да се повредите? Па после ме сменија на парното. Знаеш, да не ги, нема како да ги тужиш таа фирма дека не си осигурен. Не бевте осигурен, не земавте ни осигурување, оштета? Ништо, преко завод. Преко завода си вработен таму. Кога се случи тоа? Па има едно 10 години има. Пред 10 години. Пред 10 години
Сепак и со тие 6000 колку ги земавте, тогаш во тоа време успеавте 2 соби да направите. Па и после ги работи кај Тошо у пералната, зимаше 18.000 плата. 18.000 плата. Откако се опоравивте од повредата? Да. Малку се пооправи и ојдо да перем коли таму. И минимално. Работи тој 5-6 години работи кај нега и овој го стекна. Овие 2 соби ги стекна. Све. Направив 2 соби, колку што можевте, колку што ви беше силата, но создадовте и семејство, имате 3 деца? 3 деца имам, 3 се малолетни, жената не е вработена, ја не сум вработен. Зошто сега не работите? Кичма ми е убиена 3 пати, не смеем тешко да дизам. Од што ви е кичмата повредена? Па тој континерот што ме сплеска. Од тогаш имате последици? Да, и скоро идо у болница на терапија, ама облажити малку болката, облажити. И сега ако дигнем 5 кило, и одма и ми дадеа појас да носим. Готвим, месим, леп, пишувам вересии со 9000 денара, не може да се искара 5-члено семејство. А зошто вие готвите и месите? Па не знае да меси, ја работи у пекара. У пекара работи, одека малолетна го зема. Неа и не имала мајка да го научи, а ја беше у пекара, работи и тој. И знам да месим се, да кувам се, манџа се. Да, и се грижим за децата се. Се да биде добро. Ама тешко е, со тие 9000 денара, зима за 8300 за трето дете. И ми ги у април на 27 скинаа, не ме следувало, после да правим социјално, имал сам прелив на 8300. Така ја идо у социјалното, прелив имал сам на пари на 8300. И почекаа таму, од септември сега управив, 9000 денара. Субвенција, нели го следуе медицина ќерка ми, нема. Стипендија? Стипендијата не го сега следувало, 9000 денара. А народ има фирми, све, и зима стипендии. Само со 9000 денара? Со 9000 денара. Месим, пишувам вересија у една земјоделска аптека, зимам брашно, месим леп и мора да се грижи за децата. А тешко е со тие 9000 денара. Бивте скоро и на операција, одевте со штаки? Беше на операции, одев на штаки, па ми се однови раната, па треба да идем на операција, му Скопје ќе идем. Овде идо за Куманово, ме испрати у Крива Паланка. Требало општи доктор да го извади раната, да топка беше вака и вака се климаше ногата и не можеше никакво обуќе. Што вела докторите, од што е таа топка? И сега, ели вика, инвалид ќе останеш до живот или ќе биде успешно. А од што е таа топка? Од што ви настана? Да, гледам. Криви ми се ми прстите од тој, од газеје ќе создаде се топка. И сега се ми криви прстите. На оваа нога ми е крива. И сега овдека ми рани искочи од температура. Рани овдека. И се мачкам со смазови. Ама скапо е. Све на некој на рецепка, некој на слободно. Вие немате за храна, а видите... Немаш за храна, а за лекарство. Па ги оставям лекоите, да ти кажам. А за децата имате За ли доволно? децата нема и доволно. Храна треба со 9000 што ќе имаш доволно храна. Се запишува вереси да не прехраниш. Каде се запишува? Па ќе там и Јане там брашно купи меси. Тато меси? Да. Ви меси лепче? Поникогаш сте јаделе само лепче? Да. Има денови и некади без храна. Како го поминувате тогаш, тој ден, кога немате што да им дадат? Па нема што седиме што да. Но тие се деца, тие Да. бараат. Бара да јадат, да имат у школа да си купат нешто. Тешко е. Не стигнува месецот, он и вереси, пишува и па не може да прекараш. Со за дететијари ништо не се прекарва, само па нема ни за децата, па камо ли за нас. Некад гледам за Нида има, па
За мене колку има толку. Останувате гладни? Да. Во училиште како ги праќате без пари? Па нека ти без пари идат. Ако има овде храна, најадат се и идат во школа. Што да прават? А таму? Па таму гледат, што да прават. Кога нема, кој ќе му дае? Бара и од социјалното. Вадила ќерката документ од социјалното да го следуе тој стипендијата. Ама нема ништо, резултат нема ништо. Јован, зашто плачеш, Злато? Што ти е? А зашто си тажен? Нешто немам. Што немате, Злато? Немаме. Така понекад по школа гледам. Што гледаш? Како јадат. Што јадат другарчињата? Па сендвичи. Ти? Што прештуваш? Гледам. Ти даваат другарчињата? Некад да, некад не. Остануваш гладен? Да. А што им викаш тогаш кога јадат тие дечиња? Ништо. Седим и гледам. А кога одат на училиште и кога ви бараат пари? Па што немам, дека ќе му дај? Што ти викаат тие, а што им одговараш ти кога немаш? Па викам немам, тато, што да правам? Тие сигурно тажни одат на училиште. Па тажни што ќе прават кога нема. Тешко е. Ги мислите цело време таму. Да ги мислим све, децата. Тешко е. Ги гледаат другите другарчиња. Да и гледат кога зимат храна, они немат. Тешко е. Можеби тоа и ви е најтешко. Најтешко е во животот. Ото е потешко, не? Па што да се прави? Па ќе плачеш кад немаш одека да ни даеш, деца као деца ти тражат. И тој се случува и да плачеш. Пред нив? Не. Некад пред нив, некад искочим да нам плачем се посилни. Што си велите тогаш? Па што си велам, родил си ја, треба да ни даеш. И самиот, како да ти кажем, чувствува се како мајка родила си ја, не можеш да ни даеш, немаш чувствува да ни даеш. Така се чувствувам, кад ниде не работиш. Гледаш како месеца да го прекараш, ама со тие пари не може. Со 9.000 не може да се прекара. Дома им бараш ли на родителите парички за да си купиш нешто? И барам, ама они немат, одека ќе ми дадат. Што им викаш? Па така, да ми дадат. Они немат. Колку денари им бараш? Па 34 денари ми дадат. И што сакаш да си купиш со тие парички? Па кифла нешто. И седиш гладен сите часови? Да. Понекад. Некад така од дома се најадам. А дома има секогаш за јадење? Некад има, некад нема. А тогаш кога нема ниту дома, а немаат ни за во училиште, цел ден седеш гладен? Да. А кога ќе се вратиш од школа, можеш ли во школа да издржиш гладен? Не можам. Да. Што ти се случува кога си многу гладен во училиште? Па... Ништо, така седим и зомак ме некад бој. Те боли мишчето? Епа деца, како деца што ние од школа гледат, едно тој јаде, например, сендвич, едно јаде бурек, едно јаде. И оно нема, например. И оно што ќе купи, па гледа. А немате, не им давате Не пари? можеш да му даеш.
колку му требат. Дојде и одморат малци и одма тражи што да руча. Ако не му направиш, но се нервира, треба да му направиш пред да дојде од школа, треба да му направиш јадење. Се трудите од тоа што има? Да, што има да му направим? Да руча. Тешко ви е најмногу за децата, претпоставам. Да, па тешко, но и за нас, ама за нив па најтешко е. Оно тражи друго, деца гледа. Треба да му даеш. Ти немаш услови. Откаде да ми дават кога немат? А зошто немаат? Па татко ми е проведен од ногата. Прескувало го континер. Он треба да оди на штаки, ама Среќен ли се и он? не. Кад немам што. Зошто не си среќен? Ба немам. Дека сте сиромашни? Затоа не си среќен? Да. Што немаш? Ба, те некад не јадеме. Една соба, 3 деца, да ги школуеш, не може, тежак е животот. Како ти би бил најсреќен и како може тие твои учења да бидат среќни? Да имаме соба да учиме. А ние на соба се седиме. Каде седите? Во ова соба. Сите тука? И не можете да учите сите? Да. Така би бил среќен? А? Така би бил среќен? Да. Каква соба сакаш? Па да имаме кревет. Друго? Друго, масичка. И тоа е. Компјутер? Да. Другарчињата имаат ли телефони? Имат. Ти имаш ли? Зошто немаш? Што нема да ми купат. И до жената да го вработим на ловична метла, не да го канцеларија примат. Она нема школа за канцеларија, ама метла да зима минимална плата. Прашува свегде, оно нигде по конфекции иде и овдека прво преко собрание да ме примат да метем или у школата као чистачка да бришем, да. Они ниде не ме вработат. Имаш само 33 години, си Да. работоспособна, но не можеш да најдеш работа. Да, 33 години се до 8 јануари ќе да правим 34. А ниде не ме вработат, здрава права сам, тој е малку огото што, ама по конфекции немам работено. Можем да работиме вака, например, да ме сместа да метем, да бришем, да... Хигиеничарка. Хигиеничарка, да чистим, тоа ме бива. Ама они ниде не ме вработат. Ја дека ќе одам на операција, може. Ќе оставам инвалид, може што живот. А млад сте, имате само 47 години, 6. Да. Тешко е. Би ви било од помош да се вработи сопругата. Да, би било помош да се вработи, друго е. Колку толку ќе се препитала. Но морате и вие да се гледате, да се ве имаат вас како татко, како потпора, децата. Па немаш услови, треба само да одеш на операција, треба пари. А треба да ги оставите децата? Ќе ги оставим децата овдека. Ке ги мислите. Ќе мислиш што вака. Вака што да правим? Одлагам се. Но докторите ви рекле, ако не ја оперирате, може инвалид да останете. Па нема, но е века 90% сум инвалид. Тешко е. Кога ти било најтешко? Сваки ден. Еве цела ноќ ме боли, немаме пари за лекарства, против болови се земе. Цела ноќ не сум спал. Ама што да правим? Што е тоа? Како ја поминавте ноќта? Па идем по надборна таму. И мора се прекара. Сабале ми се спиеш, ама нема.
Мора да се готви, да се... Денес ке правите нешто ручак? Не, после, да сува храна. Јаде, после ќе правиме нешто манче. Бидејќи тука сите сте, 5 души во оваа соба, сакате... Да Ако ви- изградиме бар и уште 2 соби. Имате ли простор каде да? Имам тука. Имам една плења е тој. Татко ми он го е направил таа плења, ама ќе го бутнеме и да изградим тој бар 2 соби. За да ви биде покомфорно за Да, децата? да може да ги искараме децата да учат, да... Но како кога немате ниту за храна, а сакате да направите 2 Ако соби? може да ми помогнат. Ако не, не може ништо да се направи. Без помош ништо не може да се гради, што викат, без пари. Треба да се почне од нула. Да, од нула, а тешко на работа не можем да идем. Бар да се направи уште 2 соби, да имат каде да учат. Не може овде во една соба 3 деца не може да учат. Овде во ние кујна, овдека јадемо нам само за спање. Децата без спијат ние онам. А да ни се направи бар 2 соби да има каде да учат. Посебно не може у една соба 5 члена. Сами не можете тоа да го постигнете. Па не може, но нигде кад не те вработат. Ке се трудим па да ме вработат, прашува, они нигде не ме вработат. Да можевте да бивте здрав и да можевте да работите, не ке баравте помош. Не, немаше да барам помош, ке си застанеш на собствени ноги и ке си работеш. И ке си градеше што мислеше. Ке беше друго. А сега е тем тешко. Гледам, немате ниту елка. Сега е нова година. Да, Сигурно би се радувал да имаш елка, да. пакетчиња. Си бил ли кај некој другарчиња? Не одиш? А другарчиња ти дошле дома? Не. Облека. Еве сега се празници, новогодишни. Да. И они сакат да имат нешто на маса. Како Ке имат? свите. Ке имаат ли? Тешко. Тешко дека без пари, дека треба да се задужиш, па да има. Која ти е најголемата новогодишна желба? Па да имаме на масата да јадеме. На маса што да јадете? Да. Храна да имате. Што најмногу сакаш да имаш на масата? Месо. И Месо најмногу. благо. И благо сакаш. Не јадете често тоа? Не. Што најчесто ви може да ви овозможат родителите? Па манџа. Само манџа. Месо? Кога јадете месо? Јадеме често. Не јадете? Далибор Ѓорѓевски е мојот денешен гостин кој што доаѓа од Тетово и кој што навистина можам јас лично да му симнам капа бидејќи помага и е со огромно срце кон сите луѓе во нашава земја. Добре ни дојде во студиото. Добро ја најдов. И верувам дека хуманоста и низ во семејството, низ годините се пронижувала додека да дојде до овој степен да ти да почнеш да помагаш. Па на некој начин да, но се започна од кога гледав вашата емисија со првата хумана акција во Секулица што беше со девојчето Кети. Да, и тогаш се потикна во мене за да почнам на некој начин да помагам. Таа приказна некако допре до мене и од тогаш почнав да помагам така. Не сам со своји пријатели, да, и дојдов искрено до големи успеси и стварно многу помогнавме. Сигурно акцијата и сето она логистичкото понатаму е токму преку твоите 10 прсти и твојата анализа на теренот и слично. Да, искрено многу вложив труд и прибидејќи ме допре историјата и затоа и толку се ангажирав за да помогнам и цело време бев буквално на терен за да тоа што побрзо се реализира и вие сте сведок на тоа. Така е.
Вие не сте, не работите, немате хуманитарна организација и слично, но имате примерна професија, повторно помагате на народот, но тоа ви е она работа како пожарникар во Тетово, така? Јас сум запослен во рафинеријата Окта, Скопје. Да, работам како пожарникар и сакам да ги поздравам сите колеги од Окта. Таму сум веќе 6 години и ја работам професионално работа. Сигурно во сите овие хумани акции имате поддршки од колегите? Да, Ја знаат имав вашата хумана акција? во една акција и они ми помогна. Така да голем поздрав до нив и фала им за се. Во која? Во некоја приказна од Цртана Во некоја тоа беше приказна каде што беше една моја пријателка од Тетово која боледуваше од канцер и собравме средства за да ја помогнеме финансиски. Значи, и пред тоа сте помагале? Да. Пред да ве допрат некои од сториите на Срце на дланка? Па тоа беше тој период, мислам дека беше после сторијата во Штипка и Јовица беше, така? Аха, значи потоа. После тоа, да, после Што било Јовица, оваа да. пролет? Да. 2024. Да. Навистина голема хуманост и јас секогаш кога зборувам со луѓе кои што имаат таква емпатичност во себе, се чувствувам и јас возбудено и, како што кажувам, сакам да ја пренесеме таа енергија и на народот, што е можно повеќе да бидат хумани, бидејќи понекогаш и не треба многу да се вложи, потребно е само да му се јавите на некој човек, да го исконтактирате, да му дадете поддршка, дека не е сам. Вие токму тоа и го правите. Во Секулица однесовте кревети, однесовте јакни на децата, храна. И тоа, дори велите, ја искршив колата за да се качам на ридот во Секулица. Да, тетовски кажа, не искршив колата додека се качи, викам горе у шума. Тоа беше стварно многу лош терен. Многу лош терен беше. Мислам дека зима беше, така зима беше. Да, ноември во месец. тој период, да, кога се качувавме нагоре само со џипови, јас со моето возило, кога стигнавме таму, стварно се разочарав. Се разочарав како е можно до толку да е тоа катастрофа. Во 21 век по такви услови да живее човек. Па кога влегуваме внатре во просториите, тоа беше стварно страшно затоа што луѓето спиеа на картони, нема кревети. Нема ништо. И тоа 5 луѓе, од кои што веќе возрастни. И измрзнати, без храна, без никаква потпора од никој. Нешто ветување има, мислам дека од повеќе луѓе, но не се преземаше баш некој голем чеко, знам дека имаше акција и од други луѓе. И јас кога стигнав таму им кажав, ова што ќе ви го донирам сега, да, кажете ми друго што ви треба. Затоа што ја не знаев што се дешава, многу луѓе се меша и не знаев тачно што ќе треба. Ми кажа дека им е потребно кревети. Обезбедив 3 кревети нови, душеци и со помош на пријател тука од Скопје. Ги однесовме, ги наместивме, ги средивме и тоа беше во ноќни услови. Заглавивме со комбе, па не влечеа трактори. Тоа беше стварно доста интересно. Снег. Да, само желбата беше голема. Одлично. Желбата беше голема. Нешто посвежо од таа случка е случката односно реновирањето на домот на Јовица Петровиќ, кој што живее во Штипско Карвенци. Да. Тој не беше тука во студиото во Хотел Лимак, но вие тогаш не бевте и навистина тој со солзи во очите раскажува за новиот живот, почетокот на едно ново поглавје во нивните животи. Не само неговиот, тука се и неговите деца, сопругата која што е болна. Како таму течеше акцијата? Што ве побуди токму на Јовица да му помогнете? Искрен ќе бидам, сторијата ја погледнав. Пробав да соберам средства во контакт. Имав неколку пријатели во Америка, што ми се многу блиски пријатели, се знаеме цел живот. Ги контактирав и ме кажав цела ситуација, го пратив видеото за да видат што и како се случува. Викам да помогнеме сите, да собереме средства за да се реализира на некој начин барем основните работи и средства што треба да им се обезбедат. Јас кога отидов таму, бевте и вие, знаете, тоа беше Нема столици каде да не седнат за да снимаме. Многу лоши услови. Сменивме прозори, врати, направивме нов тоалет.
ламинат, кујни, кревети, маси, столици, буквално беше Машини. се сменето беше. Тој се жалеше бидејќи жената не може да неговата супруга да работи, тој пиреше на раца. Да. Буквално се обезбедивме. Стварно, јас бев, верувајте ми, на секои 2 дена тетово штип. За да бидам тука присутен и што побрзо да се реализира. Јас мислам дека тоа цела куќа изреновирав за 10 дена. Толку траеше акцијата? Мислам дека 10 дена. За 10 дена јас се средив се. Големото, па потоа финесите, нели се... Во првиот ден кога дојдов, во исти ден, значи тоа беше стварно многу добра коинциденција, затоа што човекот што му се јавив за прозори, во моментот имаше прозори не иста димензија, ама слична димензија готови. Вика, имам се на лагер, вика и прозори, и врати, и се. И вика, мајде, одма денеска менуваме. Тоа се вели среќа, Да. нели? И беше баш пријатно. Баш беше пријатно и они, знаеш како срдачно го примија тоа. Кога ме И видеа го таму, менувате они животот. мислеа, јас им кажувам, викам, вадете се. Они као, А каде не, спија ама додека каде? вадевте се? Па не имаше многу. Не, они кога почнаа да вадат, им кажав дека у исти ден ќе монтираме и прозори и врати, дека уште дента ќе биде средено, значи да не, викам, нема да се плашите, нема да биде отворено, викам, ќе спиете внатре. И кога дојдоа мајсторите, почна да менуваа прозори, и оцо почна да плаче, вика, леле, што се случува? Јовица е премногу емотивен и, Да. и ден денес и навеќе направено знае да пушти сулза. Да, човекот, Среќен. морам да признам, ми се јавува нон-стоп на телефон. Секоја недела. Да, ми се јавува, нон-стоп да ме праша како сум јас, како ми е фамилијата, редовно. Вечно ќе ви бидат благодарни. Може би тоа е и награда за хуманоста на еден човек. Па знаете, кога е некој во тешка толку ситуација и малку да му пружиш, тоа е за него многу. Јас постојано преку емисијата изминативе години добивам благослови за себе и за фамилијата, за хуманоста и хуманата работа што ја правиме преку емисијата. Верувам дека ето и во вашиот случај ќе биде така. Направивте 2 семејства да живеат посрекно, барем до сега, но Да, верувам дека да. и понатаму ќе се работуваме. Па јас, да, имам желба да помогнеме. Колку можам сум во контакт со луѓе што живеат во странство, затоа што најголемата помош може да добиеме, да кажем, од луѓе што живеат надвор. Затоа што тука луѓето малку се Стегнати? постегнати се, знаете како е тука, и од надвор имаат некоја носталгија и помагаат. Емоциите ги надвладуваат и Така е. Некој кога нема и кога малку ќе има повеќе, сака да даде на тој што нема. Знае какво е тоа чувство. Исплачи се, мајко, ќе ти биде полесно. Ако солзите може да ја измијат душата и зацелат срцето, плачи. Секој што ќе ја дознае несреќената судбина на мајка Перуника Јовановска од Кичево, ќе си го помисли истото. Да може, секој од нас би дал парче од својата душа, само таа да успее да ја надмине болката што ја чувствува по загубата на двете своји чеда. Во една година таа изгуби и керка и син. Набрзо по извршувањето една година од смртта на незината прерано почината керка, утрото на 26 ноември, таа не ни предпоставувала дека незиниот 34 годишен син Маријан, наместо да стане да ги однесе децата на училиште и оди на работа, ќе замине на патување од кое никогаш повеќе не ќе се врати. Ова семејство до септември годинава живееше во кичевското село Лешница, во стара куќа која можеби нема да ја дочека предстојната пролет. Се прехрануваше од макотрпната работа на Маријан, соберење печурки, мов и костени, во која ги ангажираше и своите 5 малолетни дечиња за помош. Иако толку мали, тие беа среќни што може да му помогнат на својот татко во намерата да им обезбеди храна за предстојниот ден. Бидејќи поголемите деца немаа можност да се образуваат во селото, тој собра сили и изнаеми спратот куќа во градот само за да им обезбеди подобар живот на најмилите. Но утрото кога тој замина во вечноста, замина и надежта која неговите 5 мали ангелчиња ја гледаа само во неговите очи. Зошто тој повеќе од 3 години беше самохран родител и им беше и татко и мајка на своите чеда, зошто мајката еден ден самоволно ги напуштила.
Сега Дарко, Давид, Ивона, Тамара и Блаже, освен што немаат дом, го немаат ниту најмилото. Родителот кој им беше се во животот. Ги имаат само баба Перуника и тета Марија, близначка сестра на нивниот татко, која иако и самата има тежок живот, ке рече не се откажувам од нив и до последна капка крв ке се грижам за нив како старател. Но за таа цел на овие 5 мали ангелчиња им недостасува само едно нешто – живеалиште, сопствен дом. Зошто од местото каде сега престојуваат може да бидат иселени во секој миг. Затоа на овие 5 дечиња им треба помош од државата. Им треба стан каде ќе можат безбедно да растат и да ги кријат своите скромни спомени кои ги носат со себе за татка си. На среќа дете ме изгоре, срцето ми изгоре. Срцето... Камо ја да морам на местото на овие деца, да не беа без татко, што да правам? Саката верувајте, саката не душа, денеска су жива, како да не е свој човеко, без глада су. Што да правам? На телефонот пишуваше Маријан, мојот другиот брат, свртел од мобилниот на брат ми што бил починал. Јас му исклучив, мислев дека така ми звони. Повторно ми звонеше, кренав, брат ми помалиот, со пискање, ми соопшти, дојди побрзо, Маријан е починат. Јас веднаш за 5 минути дојдов, кој ќе вида што ќе вида. Спиејќи беше починат. Децата кога стигнав, брат ми беше во другата соба, децата овде близнаци пискаја. Плачеја. Ме молеја, те молам, тетичке, спаси го, татичко. За така ненадејно, надејно си децата нашко дојда да ја разбудуваме, ко свика брат му, рече, мамо, Марко, рече, умрел, како вредете. Кога ти довести на дрво го најдов. Викнав нем за помош, доктори, ништо. Джамити од инфрат констатираа така нешто. Ми ги остави овие 5 деца, ни мајка, ни татко дете. 3 години таа жива не се сторила, ни дали се живи деца, ни дали прашала да видат како е, што е. Никој, ни мајка нејзина, ни татко, ни таја, никој. Навистина ми е драго што преку емисијата Срце на дланка се запознавам со многу хумани луѓе. Верувам дека и понатаму ќе бидеме во контакт. Повторно ќе дојдеш во нашето студио да кажеме за многу нови проекти, нови семејства кои што живеат посрекно, а допред запознавањето со нас, со вас како хуманитарец веќе не живееле така. Ке се слушнеме уште еднаш. Благодарам што дојде од Тетово и Благодарам и на вас. И понатаму, не мора само во случаите со Срце на дланка, бидете хуман. Па јас ќе се потрудам максимално, да. И повикувам сите да помогнат кој може да помогне, затоа што тоа е еден голем гест. И тоа е тоа. Како можеш ли да ни опишеш еден ден како се будиш? Тоа е посебно чувство. После помошта? Тој што ќе го направи, тоа ќе го осети. Јас да му кажам дека тоа некој чувство, знаеш, не може да му долува моментот. Сигурно малку е нервозно кога се работи на терен, па дали ќе стигне материјалот, па мајсторите Па тоа, знаете како е, тоа е многу интересно. Мајсторите, еве, тука сме, не сме тука, доаѓаме, не доаѓаме, фали материјал, ти си од Тетово, не можеш да организираш некој штип да донесе материјал, пали школа од Тетово, одиш до штип, носиш материјал. Тоа беше стварно доста интересно, мене ми беше искрено забавно. Зашто го правев со душа, со срце. Секогаш така да ги правите, работите. Многу ви благодарам. Уживајте во она што Бог ви го дал, да бидете хуман и делите ја и понатаму. Меѓу народот хуманост. Фала ви. Благодарам. Да делиме и ние хуманоста, бидејќи нашето малку некому може да значи се. Да имаме соба да учиме. А ние на соба се седиме.
Па да имаме кревет. Друго? Друго, масичка. И тоа е. Која ти е најголемата новогодишна желба? Па да имаме на масата да јадеме. На маса што да јадете? Да. Храна да имате. Што најмногу сакаш да имаш на масата? Месо. И тоа. Месо најмногу. Благо. И благо сакаш. Среќен ли си он? Не. Кад немам што. Те некад не јадеме. Има денови и некад и без храна. Како го поминувате тогаш? Тој ден? Кога немате што да им дадете? Па нема што седиме, што да правиме. Немаме. Така некад по школа гледа. Како јадат. Остануваш гладен? Да. Дома? Им бараш ли на родителите парички за да си купиш нешто? И барам, они немат, одека ќе ми дадат. Бара да јадат, да имат у школа да си купат нешто. Тешко е. Најтешко е во животот. Ото е потешко, не? Па тацка ми е проведен у ногата. Он треба да оди на штаки, ама... Ќе оставам инвалид моето живот. А млад сте. Имате само 47 години, 6. Да. Тешко е.